Занаетчиската комора на Македонија бара паушално од даночените занаетчии да не се категоризираат како индустрија, туку како домакинство, или пак да бидат субвенционирани 50% од електричната енергија што ја плаќаат занаетчиите додека трае енергетската криза. Барањата веќе се доставени до надлежните, информира председателот на комората Агрон Фазлии. Ние очекуваме да нашите барања кои ги пративме до владата навремено и прецизни да бидат сериозно разгледани, бидејќи се наоѓаме во тешка економска ситуација покрај ред други кризи што имавме. Ние наместо да се лечиме економски, ние влегуваме во потешка економска ситуација каде што електричната енергија ни создава многу проблеми и така да ние како комора испративме реални барања до владата каде што имаме повратен одговор дека ќе бидат сите наши барања разгледани од страна на владата и од страна на Министерството за економија и така да очекуваме да следниот пакет мерки биде соопштен подетално за да знаеме како да ги информираме занаетчиите и бизнисите. Доколку занаетчиите не добијат помош од владата, а цената на електричната енергија продолжи да расте, Фазлии предупредува дека до крајот на годинава најголем дел од занаетчиите ќе ги затворат своите бизниси. Ние баравме со паушалните одонечени занаетчии се околу 6000 занаетчии во нашата држава и така да нив ги третира државата како домаќинства, бидејќи во моментот плаќат струја, односно електрична енергија, како да се индустрија, а тоа им создава големи проблеми. Мислам дека во 9 квадрата просторија, односно 15 квадрата просторија, кои се во слободен пазар, занаетчиите плаќат по 30.000 денари, 35.000 денари, 40.000 денари и затоа излозите се угасени моментално, кои имат излози, а од друга страна гледаме дека повеќе мина доаѓаат во регионалните занаетчиски комори и барат за да бидат затворени за тоа што не можат да ги надминат само струјата, односно електричната енергија не можат да ја платат. Затоа ние бараме веднаш помош од владата за да можат овие занаетчии да бидат ликвидни, да можат да обстојат во пазарот и да ни загубат своите работни места, бидејќи има семејни бизниси, има по двајца, еден вработен, тројца вработени и тоа создава една огромна група на граѓани кои си работат сами честно во своите простори, а сега мислам дека електричната енергија им создава големи проблеми. Мислам за струјата за електричната енергија ни беа две барања. Ако не може да државата да ги категоризира на ова од индустријска електрична енергија во семејна електрична енергија, односно на домаќинска електрична енергија, ние бараме 50% од оваа електрична енергија да биде субвенционирана од страна на државата и тоа мислам дека одговорот е дека сериозно се прифатени вашите барања и чекаме одговор од владата. Владата вчера донесе нов пакет на антикризни мерки со кои освен останатото се предвидува директна кредитна линија за поддршка на ликвидноста на микро, мали и средни трговски друштва согласно тековната состојба, како и трговци поединци, занаетчии кои што плаќаат давачки на реален приход.